Саботно издание на регионалните вести. Еколошкото дрво во форма на билборд поставено во центарот на Тетово е во очајна состојба. Голем дел од садниците кои требаше да го прочистуваат воздухот се откорнати. Од Екосвест која посредуваше да се постави дрвото, велат дека еколошкиот билборд може пак да заживее, ако општина Тетово покаже добра волја. Еколошкото дрво во форма на билборд поставено во центарот на Тетово е целосно уништено. Голем дел од садниците ги нема, а тие што останаа се исушени. Демолирана е самата конструкција. Тетовци велат дека ниската еколошка свест, но и негрижата на општинските власти се виновни за судбината на екодрвото, кој требаше да го прочистува воздухот. Неодговорност од граѓаните. Тотално. Што да кажеме повеќе? Би требало такви да имаме повеќе дрва, и советски граѓаните да имаме да ги одржуваме тие дрва. Дел смо криви да речеме ние граѓаните, ама фактички они треба тоа да го менаџира. Нешто што е добро кај нас не чините. Се е во совеста на граѓаните. Екодрвото беше поставено во март минатата година, но за изминативе 17 месеци во неколку наврати беа отстранувани садниците со мов, а пумпата за наводнување се расипа. Експертите утврдија дека во неа не било ставано доволно количини на вода. Од Екосвест, кој посредуваа да се постави билбордот дониран од германската амбасада, велат дека се е во рацете на општина Тетово, која е надлежна за негово одржување. Ако отаму побараат помош од нас за набавување на делови како пумпа или садници, ние ќе излеземе во пресред. Тие веднаш ќе се постават и со редовно наводнување. Дрвото повторно ќе оживее, велат од оваа организација. Од општина Тетово само накусони одговорија дека во пресред на сезоната на загаден воздух во соработка со Екосвест ќе се набават потребните делови и дрвото пак ќе има истата функција да го прочистува воздухот. Зелениот билборд, наречен градско дрво, е вертикална конструкција направена од мов, висок е 4 метри, широк 3 метри и длабок 60 на сантиметри. Ова еколошко дрво представува специфична комбинација на мовови, кои требаше да ги абсорбира штетните PM10 честички од воздухот. Инаку, заменува 275 вистински дрва, а неутрализира 240 тони јаглероден диоксид. Инаку, вакво еколошко дрво, освен во Тетово, има поставено и во Скопје, кое е зачувано и редовно се одржува. Оштетена црквата Свети Никола во Тетовско Копанце. Кражбите во верските објекти годинава беа доста чести. Полицијата регистрирала повеќе од 20-тина. Поголема материјална штета била нанесена во црквата Свети Никола во тетовското село Копанце, откако засега непознати сторители на насилен начин влегле во црквата, информираше портпаролот на СВР Тетово Маријан Јосифовски. Според неговите податоци, случајот во полиција бил пријавен вчера околу 19 часот од страна на клисарот во црквата. Според неговата пријава, сторителите во неутврдено време помеѓу четврток и петок најпрви насилно ја отвориле металната каса пред влезот во црквата, а потоа со метални скали што биле во дворот се искачиле на источната страна и го скршиле стаклото од прозорецот и влегле внатре, но ниту од металната каса, ниту од внатрешноста на црквата не зеле ништо. Меѓутоа, од засега неутврдени причини на масата за продавање свеќи избувна логин, при што изгореле околу 5 килограми свеќи, а биле оштетени и плочките во близина на масата. За евентуални оштетувања на фреските и иконостасот од предизвиканиот чат и температурата, засега нема информации. Полицијата извршила увид и работи на откривање на идентитетот на сторителите, како и вкупната материјална штета. Годинава во Тетовско имаше над 20 кражби во верски објекти, при што во голем број случаи предизвиканата материјална штета на црквите и џамиите беше повеќе пати поголема од одземените пари. 6 од кражбите во црквите во Тетово, Копанце, Радиовце и Подбреѓе, извршени во текот на мај, беа расчистени од страна на полицијата, а против 2 лица, 22 годишник од Тетово и 17 годишник од село Озормиште, беа поднесени соодветни пријави, информираше портпаролот Јосифовски. И вчерашниот ден не помина без сообраќајки. Возило се превртело на кров на автопатот Скопје-Тетово. Во село Гајре пак се судриле 2 автомобили. Билансот е 2 тешко повредени лица.
Две сообраќајни незгоди регистрирани во текот на вчерашниот ден. Утрото околу 9 часот и 50 минути на автопатот Скопје-Тетово, патничко возило Сијат Ибица управувано од 52 годишен скопјанец загубило контрола и излетало од коловоз, удрило во бетонската ограда од мостот и се превртело на покрив. Во сообраќајката 16-годишната сопатничка во возилото задобила тешки телесни повреди. Со медицинско возило пренесена е во Тетовската клиничка болница и по укажаната лекарска помош префрлена е на скопските клиники. Неколку часа подоцна во 13 часот и 20 минути на регионалниот пат Тетово-Попова Шапка, поточно во село Гајре, се случила сообраќајна незгода помеѓу моторно возило БМВ со тетовски регистерски ознаки, управувано од 31-годишник од село Шипковица, и патничко моторно возило Citroen со италијанска национална ознака, управувано од 32-годишен државјанин на Република Албанија со место на живење во Италија. Во незгодата со патникот од возилото Citroen од село Бозовце се здобил со тешки телесни повреди и истиот е задржан на понатамошно лекување во клиничкиот центар Тетово. И во двете незгоди извршен е увид, информираат од полицијата. Апел на сообраќајната полиција за внимателно однесување и почитување на укажувањата на полицајците при движењето со возила околу селото Лешок во понеделник и во вторник, кога е православниот христијански празник Голема Богородица. Во пресред на православниот христијански празник Голема Богородица, секторот за внатрешни работи Тетово, полициска станица за безбедност на патниот сообраќај, ги интензивираше планираните подготвителни активности за непречено и безбедно одржување на традиционалните празнични свечености во манастирскиот комплекс во село Лешок на 27 и 28 август. Во рамки на овие активности, покрај другото, се известуваат граѓаните од селата Брезно и Варвара, но и сите други, кои на 27 август планираат да патуваат кон овие две села, тоа да го направат најдоцна до 17 часот. Истото се однесува и на трговците и угостителите, на кои денте им се советува порано да го извршат дотурот на потребните производи. Покрај ова, сите кои со возила ќе пристигнуваат до манастирскиот комплекс се информираат да ги паркираат само на определените локации за таа намена. Исто така да ги почитуваат наредбите на полициските службеници кои ќе го регулираат, односно насочуваат движењето на возилата кон манастирскиот комплекс и обратно, како и паркирањето на истите. На граѓаните им се препорачува за пристигнување до манастирскиот комплекс по можност да користат возила од јавен превоз. А доколку сепак пристигнуваат со сопствените возила, прописно да ги паркираат, да не ги оставаат на локалниот и регионалниот пат, да бидат трпеливи, непотребно да не брзаат и да не седнуваат зад волан под дејство на алкохол. Во службата за трансфузиологија при клиничката болница во Тетово, навивачката група Војводи од Тетово организираше крводарителна акција. Овој хуман настан е во рамки на одбележувањето на 30 години од формирање на Војводи. Јас сум Дарко Анџелковски, член на навивачката група Војводи Тетово. Оваа година навивачката група Војводи одбележува 30 години од своето постоење и поради таа причина решивме да организираме низа на активности во периодот кој што следи се до финалната прослава која што планираме да се случи кон крајот на месец октомври, почеток на ноември. Една од замислените активности беше оваа крводарителска акција која што организиравме денеска во единицата за трансфузиологија во Тетово. Ја користам оваа прилика да им се заблагодарам на сите наши членови и поддржувачи кои што дојдоа, не поддржава оваа акција, доброволно даруваа крв и придонесоа за истата да биде успешна. Денешната акција е една вонредна акција, крводарителска акција со дарителите од граѓанство наше Тетово и од околијата, така што тоа почна околу 12 часот, ќе трае до 17-18, ако има дарители малку покасно. Земаме крв, бидејќи во летниот период нормално залиите се намалуваат, меѓутоа ние потребите на нашава клиника ги задоволуваме, така што секој што ќе дојде ќе ни биде добро дојде. Колку се потребни ваквите акции да ни кажете, да напад упатите до граѓаните? Па апел до граѓаните ние секогаш упатуваме и тоа во летниот период,
кога луѓето идат на одмори, кога школите се затворени, тогаш упатуваме апел, нека дојдат, нека даруваат, бидејќи дарувањето е здравје, во прв ред за самите дарители, а од друга страна нормално се помага и на тие болни што имаат потреба од крв. Да, има некои крвни групи кои што се во помали. Па секогаш крвните групи што се негативни групи, тогаш имаме помал број од нив, затоа летниот период е баш за овие алтруисти да си покажат дека се хумани луѓе. Информација од спортот. За прв пат женскиот фудбалски клуб Љуботен од Тетово ќе настапи во првата женска фудбалска лига на Македонија. Женскиот фудбалски клуб Љуботен од Тетово за прв пат ќе игра во првата женска фудбалска лига на Македонија. Клубот од неодамна ги започна подготовките за новата сезона и го одигра првиот контролен надпревар против екипата на женскиот фудбалски клуб Речица од Куманово. Тренерот Александар Пишовски вели дека девојчињата покажуваат интерес за овој спорт, а голем дел од нив имаат и потенцијал. Па, јас лично сум задоволен од интересот. Во Тетово имаме дури две екипи женски фудбал и баш среќата ни падна да играме едни против други во првото коло на Македонската фудбалска женска лига. Значи, женскиот фудбалски клуб Тетово 2017 и женскиот фудбалски клуб Љуботен од Тетово. Па не би рекол веќе дека е само машки спорт фудбалот, бидејќи девојчињата има навистина талентирани девојчиња кои што доста го разбираат фудбалот и играат прекрасно. Годинава настапувате во прва лига, со какви екипи ќе се соочите? Квалитетот е секоја година е на се повисоко ниво. Исто може да забележиме и националните тимови на Македонија кои можам да кажам за репрезентацијата до 19 години, каде што сум тренер на голманите, заедно со селекторот Астрид Мерко и останатите асистент Кире Грбески од Битола и Сузана Синодиновска од Рате. Би кажал за нашата селекција дека последнава година сме без пораз, одигравме нерешено и победа со Кипар, нерешено и победа со Албанија. Сега во септември повторно не очекува возвратен меч со Кипар. Се надеваме дека ќе продолжиме серијата и мислам дека женскиот фудбал во Македонија има светла иднина. Членовите на женскиот фудбалски клуб Љуботен се надеваат на победа на првиот надпревар, кој ќе го одиграат во првата женска фудбалска лига на Македонија. Прво коло играме со Тетова и на домашен терен, па ќе видиме што ќе направи. Возбудени ли сте што тој прв надпревар да речеме ајде во? Па да, затоа што е прва лига, играме со повозрастни екипи, бидејќи игравме со младински, со наши генерации. Првиот надпревар во првата лига, прво коло играме и пред се сакам да победиме, а и да не победиме. Има наредно коло и наредни надпревари. Од кога се занимаваш со фудбал? Па више 3 години, може и повеќе. Како ти се допаѓа тука во Љуботен? Супер, има одлична атмосфера, девојчињата се интересираат за фудбалот и пред се наместо клуб сме како семејство тука и ми се допаѓа таа атмосфера овде, што не ја гледам почесто во другите клубови. Женскиот фудбалски клуб Љуботен од Тетово постои веќе 1 година. Досега настапуваше само во младински категории. Денес имавме сончево време со умерена локална облачност. Попладне можна е нестабилност со пороен дожд и грмежи. Утринските температури се движеа од 15 до 24, а дневните од 26 до 33 степени. Вредноста на UV индексот изнесуваше 7. Утре не очекува сончево и топло време со умерена облачност. Попладне облачноста ќе се зголеми и ќе има локален пороен дожд и грмежи, а можна и појава на град, особено на север. Врнежите ќе продолжат и преку ноќта и ќе се интензивираат. Утринските температури ќе се движат од 14 до 23, а дневните од 25 до 32 степени.
Вредноста на УВ индексот ќе изнесува 7. Со временската прогноза ги завршуваме вестите. Пријатно!